Ова вечер ќе говорам за оној восхит што во нас треба да се појави од познавањето на Бог. Или, како што запишал псалмистот во 145 псалм, велик е Господ и е достоен. Велики Господ и колко е достоен Бог за славење, за чест и за почит. Ајде го прочитаме овој псалм, кој вдахнувал многу луѓе низ историјата, псалм 145, во кој што псалмистот го повикува народот да се поклонува. И тоа да се поклонува зашто Господ е достоен за поклонение. И зашто неговото величие нема крај. Клучниот е 3 стих, а она што претходи на 3 стих и она што следи после него е одраз на она што во 3 стих е запишено. Ајде да читаме. Ке те превознесувам, Боже мој, царе мој, и ке го благословувам името Твое сега, секогаш и во сите векови. Секој ден ке те благословувам и ке го фалам името Твое сега, секогаш и во сите векови. Велик е Господ и достоен за голема похвала и величието Негово нема крај. Од род во род ке се фалат делата Твои и за силата Твоја ке се прикажува. За велелепната сила на Твојата светост ке зборуваат и за Твоите чуда се ке известуваат. Ке говорат и за силата на Твоите страшни дела и ке прикажуваат и за Твоето величие. Ке воспеваат славата на Твојата изобилна добрина и ке се радуваат на Твојата праведност. Сега може да го прочитате. Зато треба да си ги носиме библиите, зашто не секогаш може да се надевате на мене или на техниката. Зашто и јас откажувам и техниката откажува. Ако имате Библија, можете да читате. Значи, како што кажав, овој псалм, што веќе го прочитавме, инспирирал многу луѓе и е инспирација за една песна која е напишана пред повеќе од 150 години. Песна која станува една од водечките духовни химни на евангелските христијани. Еден човек по име Карл Боберг, го гледате на сликата, во 1886 година, инаку тој е шведски проповедник, бил шведски проповедник, се шетал во југоисточниот дел на Шведска, бил на некоја така повисока планина, шума, пред него било морето, имало крајбрежје, било доцна попладне, се восхитувал на природата кога почнало да се стемнува небото, се насобрале облаци и почнале громови да грми небото. Но тоа не траало долго време, се расчистило небото, задувал свеж ветрец од шумата, почнале да се радуваат на разветрувањето и птиците, се развеал хор и не поминало многу време, се стемнило и небото се исполнило со илјадници звезди. И тој човек, восхитен од сето тоа што го видел тој ден, а инспириран од тој псалм што го читал, паднал пред Бог и напишал една поема. Поема која подоцна е преточена во песна и таа песна, како што реков, станува многу позната и се пее насекаде во црквите, за да се прослави Бог, неговото дело, неговото творение, неговата љубов и спасението кој тој го дава. И предпоставам дека предпоставувате зашто станува збор за песната Мој силен Бог или Боже мој, со восхит кога гледам, а инако попозната во светот со оној буквален превод, колку голем или велик е Бог, колку велик си ти, Господи. Така е буквалниот превод. Или она што псалмистот го запишал во 3 стих, велик е Господ и е достоен за голема похвала и величието Негово нема крај. Ајде се обидеме
и со стихови од Библијата, и со примери од животот околу нас, од творението на Бог, а и преку стиховите на оваа песна, малку да се доближиме до Божјото величие, па и да му се поклониме, да видиме зашто тој е достоен за поклонение. Верувам дека минатите недели малку повеќе ни се доближи карактерот на Бог, неговите атрибути, па и со ова ќе се бидеме мотивирани да го прославуваме малку повеќе, искрено да му паднеме на колена пред него и да го прославуваме. Песната започнува со овие стихови во кои се прославува неговото дело или делата на неговите раце, звездите на небото, грмежите и неговото владење во сите светови. Навистина, созданието околу нас е чудно создадено. Се е толку чудесно. Има многу такви примери. Дали сте го виделе ова животно? Не знам дали да го наречем животно, зашто е комбинација меѓу неколку различни видови на живи суштества. Се вика птицечовка, така го викаат. Живее во Австралија. Австралија е позната со чудни животни. Живее во Австралија и е символ на амблемот на Јужен Велс, Нов Јужен Велс. Интересното на ова животно е тоа што е комбинација од неколку животни. Инаку е цицач, ако така биолошки го третираме, некако е цицач. Но има клун како птица, како патка, има опаш како дабар, а пак рацете му се перка. Има перки на рацете и плива со тие перки. И уште една комбинација има во ова животно, е како влекач. Има задните нозе се скриени и ги користи само кога треба да пушти отров. Има отровни боцки со кои ги заплашува непријателите и може да нанесе сериозни повреди и на човекот. Интересно суштество. Кога Бог го создавал, веројатно сакал да малку така да не изненади. Сега што е ова? Нити е птица, нити е риба, нити пак е чисто сувоземно животно. Сите Божи дела се чудесни. Оваа животно не изгледа така по-специфично, зашто не влегува во нашиото сваќање за тоа како треба да изгледаат животните. Истината е дека секој Божје творение е чудесно создадено. На што и да се фокусираме, ќе бидеме запрепастени од Божите чудеса. Кој е најбрзото животно? Гепардот. Гепардот е најбрзото животно. Толку е брз што нема кола што може да го собори рекордот на гепардот. За брзина од 0 до 100 километри постига за само 3 секунди. И нема таква кола. Само 3 секунди веќе крева 100 километри на час. И успева таа брзина од 110 до 115 километри да ја одржува 500 метри. Половина километар може да трча со таа брзина. И сепак не може да се качува по дрвја. Ако неговиот плен се качи на дрво, е безбеден. Напразно е и брзината и сите други способности што ги има. Интересни работи може да сретнете во природата. Секакви нешта. Бог кога создал се чудесно. И затоа кога псалмистот гледа на природата и кога овој автор на песната гледа околу него, не може да не каже: душа моја пеи на Господа. Величи го Бог. Мојата душа пее за Бог, мој силен Бог. Сте видели и слон? Предпоставам нема овдека слика за слон. И слоновете се, знаете ли колку се чудно составени? Они се најголемите суштества, совоземни. Најголемиот слон што бил регистриран во евиденција е убиен 56 година, 1956 година во Ангола. Тежел 12 тони, а пак висината на неговите рамења биле 4,5 метри, скоро 4,5 метри. Огромна височина. Слонот има голем мозок, 4 килограми мозок.
И тој мозок не е напразно ставен во слонот. Слонот е исклучително интелигентно суштество. Слонот знае да тагува, знае да сочувствува. Слонот знае да игра со играчки. Можеш да го научиш да управува со уреди. Затоа ги употребуваат во циркусите. Се разбира дури од музика. Може да разпознава музики. Многу интелигентно суштество. Бог создал се да биде прекрасно. И гледајќи на овој свет, нашата душа пее за него. Ако се е толку убаво создадено, па каков ли е оној што создал се? И продолжува песната да пее за звездите. Многуте звезди што се на небото. Колку звезди има на небото? Може ли некој да ги изброи? Се увидел некој да брои звезди? Затоа звездите се употребуваат како метафора за нешто многу. Колку што се звездите на небото, толку јас ќе ти дадам од ова или од она. Погледни Аврааме, колку што се звездите на небото, толку ќе биде твоето потомство. Многу. Ако се качите на водно навечер, зашто од Скопе не се гледат толку добро звездите, има облак над Скопе секогаш. Но ако се качите некаде повисоко или отидете на некое село, и погледнете навечер, ќе видите многу звезди, илјадници звезди. Тоа со голо око. Ако пак земете некој аматерски телескоп, нивниот број станува веќе милиони. Се зголемува многубројно. Во нашата галаксија, Млечниот пат, астрономите велат дека има 100 милиарди звезди. 100 милиарди звезди. Само во нашата галаксија. А има 100 милиарди галаксии. И во сите нив има исто толку звезди. Огромен е бројот. И кој го направил сето тоа да биде така подредено? Кој ги создал тие звезди кои многуте од нив се илјадници пати поголеми од нашата земја, планетата Земја. Поголемиот дел од звездите на небото, тие милиарди звезди, се поголеми илјадници пати од нашата планета. Може да се представите. Ние сме трошка на оваа планета. А нашата планета пак е трошка во споредба со некои други планети или звезди. Пишува во Битие, првите стихови, во првата глава, 60 стих, Бог создаде две големи светила. Поголемо светило да управува со денот и помало светило да управува со ноќта. Ги создаде и звездите. Можете, гледате како е напишано сето тоа. Воопшто нема некоја спектакуларност, нема некоја помпезност. Како да се случило нешто највообичаено. Како некој да се сварил графче, она не простото јадење. Велат просто како граф. Ставаш граф, ставаш вода и готово. Ставаш на оган и правиш граф. Многу едноставно е напишано сето тоа. Зашто овој сложен универзум во кој што има милиарди звезди, оваа бескрајно пространство е создадено од Бог и за него тоа не представува ништо. Може да си представите да создаш такво нешто огромно и тоа за тебе да биде нешто наједноставно. И навистина, овој огромен универзум со безброј галаксии и звезди во нив е создаден од Бог како од чега. И може да се представите колку пак е голем Бог кој создава како од чега таков огромен универзум. Во стиховите, овдека во зборовите, нема некаква запрепастеност. Нешто највообичаено, голема работа. Тоа за Бог ништо не е да созда универзум. Тој може многу универзуми да созда, безброј универзуми. И тоа говори повторно за големината на Бог, за неговото величие. И гледајќи во тој универзум, гледајќи ги звездите, не може душата да не испее да не каже: мојата душа пее за тебе, мој силен Бог. И авторот на песната, кој бил нападнат од громови, спомнува и за громовите. За многобројните громови, силните, мокните. Каков е впечатокот, какво е чувството од громовите, од молните?
заплашувачко. Сите се плашат, децата се плашат. Кога бев помал, и аз се плашев, меѓутоа подоцна разбрав дека до нашата куќа има една куќа на која собственикот ставил громобран и сме заштитени ние. И така се охрабревме и кога грмеше, седевме надвор и гледавме како грми. Не знам колку штител на вистина тој громобран, ама ние се чувствувавме безбедни, спокойни. Но громовите навистина действуваат така застрашувачки, авторитетно. Во нив има сила, има моќ. Таму каде што се создава громот, кој што знаеме дека е електрично празнене на атмосферата, се развива температура околу 30.000 степени Целзиусови. А велат дека годишно околу земјата се создаваат околу 16 милиони молњи или громови. 16 милиони. Сите тие создаваат температура која е еднаква на температурата на површината на Сонцето. Ако би можеле таа температура таа топлина да ја собереме, ќе добиеме температурата од површината на Сонцето. Создаваат огромен звук. Таа топлина која се создава произведува звук. Звук кој е толку силен, што ако се најдеме таму во моментот кога се создава громот, ќе ни се пробијат тепанчињата. 160 децибели е тој звук. Или велат дека тој звук може да се мери со силината, јачината на звукот кој го создаваат големите звучници на најголемите концерти, рок концерти, оние што се на стадионите. Ако си таму точно во средината на звучниците, и со толку е силината и јачината на звукот од грмежот. И се простира тој звук до 16 километри. 15-16 километри. Божјата сила можеме да ја видиме во сите овие појави. И кој раководи сето тоа? Да, знаеме дека громовите не ги фрла Бог од небото, како што верувале некогаш. Или не е тоа резултат на кучијата на Свети Илија, која се тркала по небото, додека тој шета со неа, и од таркалата, таму каде што ќе удре некаде во камен, се создаваат искри кои се громови паѓаат на небото. Така верувале некогаш. Некој пак во старославјанската митологија учеле дека од небото ги фрла Богот перо, веќе тоа е гром на небото, Бог на небото, Бог на сонцето, Бог на громовите. Потоа неговата улога ја зима Свети Илија, кога нашите народи почне да веруваат во христијанството. Знаеме дека тие создаваат како резултат на електрично празнење во атмосферата, кога позитивно и негативно неутрализиран облак или како беше се содираат. Така неколку учевме во физиката. Но некој пак стои зад сето, тој има власт. Некој има власт на сите тие милиони громови кои се создаваат и паѓаат на земјата. Сеќавате на онаа случка кога Господ Исус Христос беше во коработ со учениците и тие беа многу уплашени. А за да бидат толку уплашени, до смрт уплашени, сигурно ситуацијата била сериозна. Учениците на Господ Исус Христос не биле случајни луѓе. Тие биле рибари. И тие биле секој ден во езерото. Секој ден биле во своите бродови. Но тој ден се случило нешто посебно. Да се уплашат толку, што дури да му кажат на Исус Христос, гледаш дека умираме, ќе загинеме, веројатно ситуацијата била сериозна. Веројатно имало силни бури, големи бранови, грмежи, било страшно. Голема бура. Исус Христос станува и што прави? Стана, ги прекори ветровите и морето и се стивна. А луѓето се восхитија и рекоа, каков е овој човек да и ветровите и морето му се покоруваат. Ги прекори. Исус стана и рече, што сте се растропале толку? Тишина. И се смирило наеднаш се. Може да се представите каква власт е тоа. Замислете си, грми, трешти од сите страни, ветрови дуваат. И доаѓа некој пред вас застанува и вели, тишина.
И наеднаш се да се смири. Во моментот се да се смири. Како би се почувствувале? Каков однос би имале кон на таков човек? Кој може во еден миг да го прекине ветрот, да ги замолкне грмотевиците и да стивне се. Бог е голем Бог. Бог може тоа. Зашто тоа е навистина достоен за слава и почит. Кога ги слушате тие грмотевици како трештат и кога ќе затрештат, се тресат прозорците. Се слуша како од таа буча почнува да се тресат прозорците. Дури и кучињата почнува да се кријат под масите. Бог е бескрајно посилен од тие громови. Тој има власт да каже тишина и се да замолкне. Се е под неговата власт. Вели, сите светови се покорени на тебе, во песната. И тој огромен Бог, кој создал таков универзум, бескраен, со илјадници звезди, кој управува, господари со страшните громови, кој создал такви прекрасни суштества. Во исто време, тој огромен, со сета власт Бог, има нежен дух. Или како што ние знаеме да кажеме, нежна душа има тој човек. Верувате, Бог има нежна душа. Нежен дух. Зашто кога ќе застанеш на планина, слушаш нежен хор како се леат птиците, чувстваш ветрот како дува, те гали, те освежува. Еден Бог во својата бескрајна сила нашол начин како ние луѓето, и не само ние луѓето, и останатите живи суштества, да бидат успокојувани, утешувани. И тоа со нежност утешувани. Има ли поголема утеха? Може ли човек да се успокои повеќе од она што му го нуди природата? Луѓето денес си стават аквариуми со риби и велат дека помагале за стресот. Седни пред аквариумот и гледај. И ќе се ослободиш од стресот. А ми имаме толку убави нешто околу нас. И докажано е, ако одиш почесто во природа, ако почесто береш коприва во природа, тоа релаксира, опушта. И нема подобро средство за опуштање од восхитот што може да ти го понуди природата. Она што Бог го создал. Кога Бог создаваше се и ја создаде сета таа природа, вселена, создаде звезди, создаде живи суштества, го создаде човекот и на крајот помисли да направи нешто за човекот во кој тој ќе се чувствува убаво. Ја создаде Еденската градина, рајската градина. Создаде една градина во која човекот требаше да се чувствува многу убаво, да се чувствува пријатно. Зошто? Зашто самиот Бог е таков. Тој е добар Бог, нежен и создаде околност за живење на човекот кој што ќе се чувствува пријатно, ќе се насладува. Неговата душа ќе се гали, гледајќи таа природа. И пишува, во книгата Битие, 2 глава, 8 до 10 стих. И Бог насади рајска градина на исток и таму го насали човекот што го создаде. И Господ Бог направи да израстат од земјата секакви дрвја, убави за гледање и добри за јадење, и дрвото на животот сред рајот, и дрвото за познавање на доброто и злото. Од Едем извираше река за да го наводнува рајот, а потоа таа се развојуваше на други 4 реки. Кога некој опишуваат дека било некаде нешто многу убаво, какви описи дава? Што мора да има таму? Мора река да има. И жубораше една река, имаше шума убава, дрвја, и пише овде дека дрвјата беа убави за гледање. Зашто има грозни дрвја, но во Еденската градина немало грозни дрвја. Денес има. Во Еденската градина сите дрвја биле убави.
убави, така на око, да им се восхитуваш. И исто така били и убави за ядење, пишува. Вкусни. И имало реки, река која понатаму се раздвојувала на други 4 реки. Убаво место за живење. Што Бог мисли на нас да ни биде убаво. За жал, поради гревот, човекот сето тоа го навлекол во проклетство. Да биде проколното сето тоа поради гревот. Јуто Бог кога создал, го создал да биде сето тоа убаво за човекот. И навистина, кога ќе се најдеш во природа, во Божото создание, почувствуваш тој Божи нежен дух како те гали. Преку ветрот, преку звукот на птиците, нивното пеење. Има многу овие места кои Бог ни ги дал без пари да можеме да ги видиме. А ние даваме пари за да гледаме многу други нешта кои само ни наштетуваат на душата. Не нервираат, не гневат, не валкат, не трујат и пак одиме и даваме пари. А имаме толку убава природа која ни е дадена без пари да се насладуваме на неа од Бог. Има толку увимо водопади на Беласа, дури 3. Првиот е во Габрово. А којот е понатаму, има еден во Колешино и на крајот е оној во Смолари. Ама и трите се прекрасни. Навлегувате во една шума, убава, во која што ве дочекува свеж планински воздух. И тука кога е 40 степени, таму е 20. И колку повеќе навлегувате подлабоко, почнува звукот од птиците да се меша со еден шум од вода. И кога се доближите, целосно ве завладува тој шумот од водата. Бог создал се толку убаво да биде. И за кого го создал сето тоа? За кого создал толкова планета? За кого создал таква вселена? За кого создал таква убавина? Јас верувам дека го направил тоа за нас. Некој може да каже, сето тоа само за нас. Само за нас што направи Бог? Умре за нас. Ако умрел само за нас, тогаш колку повеќе можел се друго да направи. И како душата нема да пее и да вели мој силен Бог, или колку си голем, вели Господи. И тој голем Бог, кој создал огромна вселена, кој создал толкова планета на која што живееме, кој создал таква убава природа, тој се така решил и да не спаси. А штом се спомнам колку Бог ме љуби и својот син го прати за мене, на Голгота тој гревот мој го плати, доброволно се даде за мене. Знаете ли, од сите нешта што Бог ги создал во овој универзум, тоа убаво небо, раскошно, полно со звезди, од сите тие живи суштества на земјата, најразлично создадени, прекрасно создадени, колку Бог најмногу засакал? Нас. Зашто заслужуваме? Никако. Ние воопшто не заслужуваме да бидеме сакани од Бог. Зашто сите ние го носиме гревот на Каин, братоубици. Сите ние сме лицемери како фарисеите. Сите ние сме блудници како содомците и гоморците. И пак Бог не засакал. И тој не само што не засакал толку многу што решил да го даде својот син, Исус Христос. И колкова љубов. Ни создал толку големи нешто околу нас да се восхитуваме и ние не го ценевме тоа. Човекот не го ценеше тоа. И пак Бог, кога сгреши човекот, реши да се даде себе, сами од себе си. Созда човекот, го стави во идеално место за живење. И човекот, наместо да пее и да вели мој силен Бог, му се спротивстави, се разбунтува против Бог. И пак Бог, и покрај тоа, помена и реши да умре, за да го излече човекот од гревот. И кога Исус Христос дојде да го направи тоа, тој не беше во незнаење, тој многу добро знаеше кој е начинот,
за човечкото спасение. Той много добро знаеше дека треба да умре. Той много добро знаеше какви маки треба да помине. Многу пъти ние се нафаќаме да правиме работи за кои после, кога ќе поминеме одреден пат, си велиме, ако знаев што ме чека, немаш да се нафатам воопшто на таква работа. Исус Христос много добро знаеше што го очекува. Много добро знаеше дека ги биде повредуван, много добро знаеш дека ќе биде понижуван, дека физички ќе биде тепан и много добро знаеш дека на крајот ќе биде убиен. И иако го знаеше сето тоа, тој реши нас, грешните, манипуланти, лицемери, лажговци, крадци, блудници, реши да умре за нас, да не спаси. И тоа е вистината. Бог дојде да се справи со гревот на човекот. И тоа како дојде да се справи со гревот на човекот? С тоа што тој повеќе никогаш нема да го спомнува. Вели во 103 псалм 12 стих: колку е далеко исток од запад, толку ги оддалечува тој од нас нашите престапи. Колку е далеко исток од запад? Има ли можност да се сретнат исток и запад? Нема можност. Тие се во едно вечно оддалечување. Што значи тоа? Бог го решил проблемот со гревот така што тој во целата вечност ќе се оддалечува од нас. И дури ако ние не можеме, а да не си ги спомнуваме гревовите, Бог може. И тој ветил дека никогаш нема да не ги спомнува гревовите. Дури ние не сме во состојба да го направиме тоа. Повеќе да не си спомнуваме на нашите гревови. А Бог дотаму оди во неговата добрина кон нас и љубов, што тој никогаш повеќе нема да ги спомни гревовите. И овде ќе употребува таа метафора да каже колку како ефикасно тој го решава проблемот со гревот. Тој толку ги оддалечил од нас, што ние можеме во целата вечност да живееме ослободени од гревовите во Божјото присуство. Преку покаянието, верувајќи во жртвата на Исус Христос, она спасителна жртва. Голем е Бог, навистина е голем Бог и достоен за слава и почит. Ако мислиме на неговите дела на создавање и неговото дело на спасение, колку направил тој. Ако имаше некој човек до нас, неспоредливо многу помалку да направеше од Бог за нас, верувајте дека многу повеќе ќе го почитувавме од колку што многу верни денес го почитуваат Бог. Ако сме свесни за Божите дела, за неговото спасение, нашата душа нема да престане да пее за Божјата сила и величина. И на крајот, тој ни создаде, тој ни создаде вакво создание, совршено создание. Тој ни создаде создание во кое можеме да се насладуваме, да уживаме. Иако му сгрешивме, тој не спаси. И не само што не спаси, туку тој од ова прекрасно создание ќе не земе, за да бидеме некаде каде што е неспоредливо поубаво за живење. Тој ќе дојде еден ден да не земе во неговото вечно царство. А кога Исус спомене ќе дојде, ќе заминам во својот вечен дом. И тогаш со понизност и почит ќе го сретнам и восхитен ќе шепнам: Боже мој. И може ли човек да не се восхитува на Бог, имајќи го пред целиот план? И верувате, ако сега не сме спремни и ако сега не ни значи многу Божјата слава и величие и неговото дело, кога тој ќе дојде, тогаш нема да можеме, а да не пееме и да не му се восхитиме. Зошто самиот Господ Исус ќе слезе од небото. Гледате каква чест. Овде знаете каква слика е представена. Она древна култура, кога
некој сака да направи нешто, очекува некого, тој излегува колку што може понапред за да го дочека. Не го чека дома седејки, спиејки, лежејки. Тој оди, излегува надвор, излегува од дворот, оди на патот. Сеќавате онаа слика за таткото и блудниот син. Таткото кај го дочека синот? Го чекаше надвор, на улицата, на патот, зашто многу му недостигаше. И овдека истата таа слика. Лично Исус, и овдека ја потенцира дека лично самиот тој ќе дојде да не земе. Нема одгоре од небото да викне ајде, доаѓајте. Тој на глас на ангел и звук на труба ќе дојде и оние што се починати ќе воскреснат. Оние што во тој момент ќе бидат живи, ќе бидат земени. И што ќе направи? Пишува, и од кој ќе ги дочека, ќе ги земе. Во целата вечност да живееме таму каде што е Исус Христос. Во Божјото царство. Може ли да се представите? Бог создаде толков универзум за нас. Прекрасен универзум. Со прекрасни суштества кои живеат во него. Не спаси. И то не е доволно да ја покаже неговата љубов. И тој вели, но овој универзум, огромен универзум, со сите тие убавини на него, не се доволни за моите деца. Јас сакам уште подобро за нив. Јас сакам да ги земам во Божјото царство, таму каде што сум јас. Може да си представите каква е таа убавина. Колко е голем Бог во неговата моќ, но и неговата добрина. Тој лично ќе дојде да не земе. И кога ќе дојде да не земе, нема да можеме тогаш, а да не кажеме колку си голем, Господи, колку си силен, колку си моќен. Можеме ли да одолееме на еден таков Бог и да не се предадеме да му служиме посветено? Кога некој човек ќе ни помогне за работа, не знаеме како да му се одолжиме. Трчиме за партиите, вршиме секакви работи, по цел да не спиеме, за да ја завршиме работата, за некој потоа да седне во фотелја. А Бог кој направил толку за нас, не е достоен во нашите очи за да му служиме и да му се посветиме целосно. Бог толку многу направил за нас. Огромен универзум. Тој создал универзум кој не можеме да го сватиме со нашите мисли. Не можеме. Тој е огромен. Тој направил природа на која што можеме постојано се воскитуваме. Тој ни дал спасение, на кое никој пат нема да можеме да се одблагодариме. И ни дал вечен живот во Божјото царство, да живееме во целата вечност со него. Можеме ли да одолееме на таков Бог? Нека нашата душа пее за него. Нека постојано да викаме: силен си, Господи, и моќен, и голем си. Употребиме, Господи, за Твојата слава. Те ставам на располагање, се ставам на располагање за Твоето служење, да оградам Твоето царство, зашто Бог е голем, величествен и достоен.